Општина Кавадарци преку проектот за рурален развој финансиран од Светска банка обезбеди асфалтирање на делницата од локалниот пат Кавадарци-Дреново. Се работи за ревитализација на потекот овој пат во должина од 1100 метри. Инаку, согласно проектот, оперативата на фирмата Урбан Инвест изврши градежни работи за ревитализација, односно проширување на патот на 5,5 метри. Инаку во оваа фаза реконструкцијата се однесува на потекот од спојот на локалниот пат за Дреново со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп. Трасата се движи по старото Прилепско џаде, каде до спојот со угорницата кон село Дреново, на ова делница ќе се постави асфалтна подлога со дебелина од 7 см и вкупна површина од 4150 метри. Финансиската конструкција изнесува 3 милиона и 532.000 денари, кои се грант од Светска банка. Паралелно со ова, општината во овој период во селото Дреново финансираше и поплачување на 2 селски улици. За деталите повеќе од изјавата на градоначалникот Александар Панов. Ова е продолжување на проектот кој што го отпочнавме со улица со Страшо Пинџур, или оние 260.000 евра кои што беа донирани грант средства од страна на Светска банка. Кавадарци беше една од првите општини кои што го имплементира овој проект и покрај големите проблеми околу кинење, додавање и така натаму, сепак еве дојдовме до тоа ниво да го имплементираме асфалтот на терен. Почнавме со Страшо Пинџур како прв приоритет и барање кое што многу години се повторуваше, еве продолжуваме исто така по едно големо барање од страна на жителите и од местната заедница од самото село Дреново, да го направиме, односно го доправиме овој пристапен пат до селото Дреново, бидејќи во изминатиот период знаете дека со буџетски средства одобрени од страна на Советот на општина Кавадарци успеавме да реализираме дел од оваа делница или половина од оваа делница, со што направивме риголи на истиот овој пристапен пат, а сега се одлучивме за комплетна реконструкција на останатиот дел од 1100 метри, кој што опфаќа 4 метра ширина на коловозот и по 75 сантими од двете страни, или во вкупна должина од нешто над 5 метри, 5,5 метра вкупна должина, што одговара на потребите на земјоделската механизација и на потребите на жителите од село Дреново. Следен поголем чекор од овие финансии ќе биде патот од селото Возарци кон чуварата на Хецтиквеш, односно до браната Хецтиквеш. Исто така голем зафат кој што чине нешто над 3,5 милиона денари или нешто повеќе од овој кој што чине 3,5 милиона денари. Се до финиширањето на одредени улици во селото Марена, во селото Сопот, внатре во самото село Дреново. Еве забележавме, може да забележите дека и 2 улици веќе се асфалтирани во селото Дреново, а имаме уште 2 улици кои што се од оперативниот буџет, така што мислам дека во овие 8 години ова е еден од поголемите зафати кога е во прашање селото Дреново. И кога снека и селото Дреново би сакал во интерес на јавноста да спомнам неодамнешниот немил настан со уривањето на зидот, на подпорниот зид внатре во самото село. Се работи за неквалитетно изработен зид или изработен надвор од проектот кој што е даден на изведувачот. Истиот не е платен и истиот е рекламиран кај изведувачот, така што локалната самоуправа тоа не ја чини ништо. Правиме напори со некои од компаниите или со компанијата која што првично го изведуваше да направи квалитетна поправка, доколку сака да дел од финансиите обезбеди, односно ги врати назад. Така што ова е во интерес и на дреновци и на целокупната кавадарачка јавност. Службите тука немат затаено, напротив, имаат приметено дека е изработен подпорен зид надвор од проектот кој што е доставен и токму заради тоа нема плаќање на истата позиција.